Високиот крвен притисок е една од главните причини за срцев и мозочен удар, како и бубрежна слабост. Се нарекува уште и тивокубиец, бидејќи најголем дел од луѓето не знаат дека имаат висок крвен притисок или пак не го третираат правилно. Вака вели доктор Оливер Бушлетиќ, кардиолог од Аџип Адем Систина. Додава дека високиот крвен притисок е тивокубиец на денешниот начин на живот, затоа што со тек на време пациентите се навикнуваат на него, не чувствуваат никакви тегоби, се додека не се јават компликациите и последиците од нелекуваниот висок крвен притисок. Кога ќе кажеме висок крвен притисок, се мисли на повеќекратно мерење на крвен притисок со вредности над 140, односно над 90 мм живин столб. Во пракса ние имаме често доаѓаат граѓани, доаѓаат пациенти кои се уплашени дека измериле 180 со 100 милиметри живин столб крвен притисок, меѓутоа тоа не значи автоматски и диагноза висок крвен притисок. Висок крвен притисок поставуваме диагноза кога во тек на неколку мерења, и тоа најважно е мерења дома, имаме мерење на вредности над 140, односно над 90 мм живин столб. Инаку, преку 90% од пациентите со висок крвен притисок се работи за висок крвен притисок со нејасна причина, значи нема никогаш да откриеме, а поретко се работи за одредени хормонални пореметувања, заболувања на бубрезите. Она што е важно, дека постојат повеќе ризик фактори кои го дополнително го зголемуваат високиот крвен притисок, а тоа е физичката неактивност, хроничниот стрес, кој не го мериме, не го гледаме, а делува на притисокот, зголеменото користење и внес на сол во исхраната, како што кажав, зголемената телесна тежина и различни други фактори. Кардиолошкиот преглед со контрола на крвниот притисок, ЕХГ-то и ехо на срце се основните испитувања за откривање на високиот крвен притисок и негово правилно лекување. Основно е притисокот да се контролира, без разлика дали ние чувствуваме некакви тегоби или не, значи да се прават периодични систематски прегледи, каде што ќе се мери крвниот притисок, дали во ординација кај доктор или па сами дома, и да се направат периодични кардиолошки прегледи, каде што не само крвниот притисок, туку ќе се испита и постоењето на други ризик фактори за срцево страдање. Тоа би значило за граѓани кои имаат над 50 години, еднаш годишно кардиолошки целосен преглед, кој подразбира правење на ЕКГ, нели електрокардиограм, кој ни ја покажува електричната активност на срцето, правење на стрес тест, коронарен стрес тест, дали е тоа возење на велосипед или одење по трака, кој ни ја покажува како е реакцијата на срцето на напор, и правење на ултразвучен преглед на срце, кој ни покажува големина на срце, функција, пумпна сила на срцето и функцијата на залистоците. Од 8 до 12 мај правиме една наша акција која нарековме недела на борба или недела на правилно лекување на високиот крвен притисок, каде што подготвивме промотивни пакети од електрокардиограм, целосен кардиолошки преглед и ултразвук на срцето. Високиот крвен притисок се јавува кај повозрасната популација, но со модерниот начин на живот, исхраната и стресот, се почесто од оваа болест заболуваат и помладите. Постои една предрасуда дека тоа е болест, нели, на бабите и дедовците. Тоа воопшто не е така. Сега веќе станува проблем во западните земји, во Соединетите Американски држави, па и кај нас веќе и тинејџерската појава на висок крвен притисок. Значи, со годините честотата на појава на хипертензијата, артериската хипертензија е поголема, меѓутоа тоа е болест и на средната, па и младата популација, особено сега кога имаме нели една епидемија на гојазност, на зголемена телесна тежина и една епидемија на неправилна исхрана, нездрава исхрана, нели. Она што е важно дека пациентите кои имаат висок крвен притисок ќе го имаат цел живот. Значи не е тоа настинка, грип, па ќе кашламе еден месец и тоа ќе помине. Тој што има висок крвен притисок го има цел живот и бара доживотно регулирање на крвниот притисок.
Доктор Бушлетич со совет, правилниот стил на живот и превентивните прегледи се првиот чекор кој што треба да се направи за правовремено и правилно откривање на високиот крвен притисок и не само на високиот крвен притисок, туку и на сите ризик фактори кои влијаат врз нашето здравје.